Мнозинството млади од руралните средини сметаат дека државата не придонесува за развој на нивните животи. По напуштањето на заштитните установи и семејства, младите без родители и родителска грижа се соочуваат со потреба од поддршка и помош. Анди Исмаили од Гостивар има 13 години и е двократен светски шампион во модерен танц. Здраво на сите, добродојдовте во последната епизода на Шорткат за оваа година. Јас сум Гоше и на ден пред прославувањето на новата година ви носиме информации за настаните од минатата недела, но и кратко резиме од најзначајните прилози што ги направивме изминативе месеци. Младинскиот образовен форум минатата недела го презентираше истражувањето Младински нееднакви можности и потреби. Истражување за предизвиците и потребите на младите според големината и местото на живење, кој беше спроведено на 820 испитаници на возраст од 15 до 29 години. Дури 56,8% од испитаниците се изјасниле дека државата не придонесува за младите кои живеат во неразвиени рурални средини, а мнозинството од нив сметаат дека нема придонес од државата ниту кон младите кои живеат во сиромаштија и младите со попреченост. 1/4 од младите во истражувањето рекле дека квалитетот на живот им се влошува. 56% од испитаните млади одговориле дека немаат можности за следење на бесплатни обуки и курсеви што не се дел од формалното образование. Во руралните средини најдостапна содржина за забава на младите се ноќните клубови, а само 1/3 од нив рекле дека имаат можност да посетат театар или да одат на концерт во концертна сала. Со низа предизвици и потреба за поддршка и помош од државата се соочуваат и младите лица без родители и родителска грижа откако ќе ги напуштат заштитните установи и семејствата штом ќе наполнат 18 години. Личните приказни на Христијан Јованов, Иван Усовски и Сербес Ридаров за нивните животи по напуштањето на детскиот дом 11 октомври се прикажани во краткиот документарен видеозапис Исправени пред предизвиците. Филмот е дел од проектот Овозможување на услови за социоекономска интеграција на децата без родители и родителска грижа на Сдруженијето за социјално претприемништво и одржлив развој АПИСЕЕТ и Сдруженијето за деца без родители и родителска грижа Голема фамилија. Имав страв в некој момент од осаменост, тука бевме повише и после најднаш идеш, спиеш и гледаш, немаш гласови, никој не те прашува кај искачаш, кога се враќаш. Стануваш од спиење, очекуваш некоја галама, тоа веќе го нема, све е тишина, со деновите понатака веќе се освестуваш дека си сам. Тие порачуваат до сите млади без родители и родителска грижа да не се откажуваат од своите соништа. Емисијата ја продолжуваме со вестал за лансирањето на телескопот Джеймс Веб во Вселената. Телескопот е веројатно најсофистицираната технолошка направа за 21. век, чие што проектирање и изградба траја 30 години. Телескопот отпатува во Вселената со ракетата Аријана, кои што беа лансирани од космодромот во француска Гвајана. На софистицираниот вселенски телескоп работеа научници од НАСА, Европската вселенска агенција и Канадската агенција. Мисијата на телескопот е да се откријат тајни за Вселената и нејзиното настанување по големата експлозија, кој што човекот не успел да ги открие. А големите достигнувања и откритија во животот се секојдневие за еден наш млад талент. 13-годишниот Анди Исмаили од Гостивар е светски шампион во соло танцување модерен балет во категоријата јуниори. На светското првенство во модерен современ танц што се одржа во Варшава, тој го освои првото место. Ова е втор златен медал за Анди по првичниот што го освои во 2019 година. Анди има порака до сите гледачи на емисијата Шорткат, која ве покануваме да ја погледнете. Здраво, јас сум Анди Исмаили од Гостивар, кој станав 2 пати светски шампион во модерен балет. Верувајте ми, не беше лесно, ама со многу труд и работа све може да се постигне. Јас на сите деца во Република Северна Македонија им препорачувам да ги следат своите снови, затоа што ако се потрудите, све може да се постигне. Немојте да се откажете од своите снови и работа. Една порака и докај институциите и државата да посветат поголемо внимание, да се грижат повеќе за младите таленти кои ја представуваат држава во најдобро светло светски надпревари. На сите им посакувам сретна нова година. Како што ветивме на почетокот од емисијата, во новогодишната епизода на Шорткат ви носиме кратко резиме за дел од прилозите на кои што тимот на Шорткат работеше изминативе 17 епизоди на теми и настани кои се од голема важност за младите.
Дел од проблемите за кои што пишувавме успеавме да ги промениме на подобро, но ние имаме и новогодишни желби кои што би сакале да се остварат во новата 2022, а кои се за доброто на сите нас. Во октомври го објавивме интервјуто со 16-годишната Мија Чичкарик која боледува од дијабетес. Мија тогаш порача дека нејзина најголема желба е сите деца кои имаат дијабетес да добијат сензори за безболно мерење гликемија, за да не ги болат прстињата од мерачите кои сега се користат кај нас. 2 дена по објавата на интервјуто, Министерството за здравство соопшти дека почнува со набавка на безболни сензори. Најпрво треба да се обезбедат сензори за сите деца до 18 години, а потоа и за повозрасните. Изминатото лето го направивме и прилогот за селекција на отпадот и за решавање на статусот на неформалните собирачи на отпад во земјава со социјалното претпријатие Реди и здруженијето Go Green. Во меѓувреме нивниот тим ја започна реализацијата на иницијативата Селектирам, ги набавија електричните трицикли за собирање на селектираниот отпад, ги поставија кантите за селекција на отпадот во згради низ Скопје и ги ангажираа првите собирачи на отпад кои добиваат и плата и придонеси за својот труд. Есенва имавме и прилог за приказната на Ангел за потрагата по најскапата подземна габа на светот – тартуфите низ планините во земјава. Оскар и Карло сега го имаат нивниот двор и се горди собственици на првата плантажа во Македонија засадена со фиданки, микроризирани со црн летен македонски тартуф. И како што споменавме во емисијава преку новогодишните желби, сакаме да ги потсетиме надлежните институции на оние работи за кои направивме прилози, а се уште не се преземени чекори за решавање на проблемите. Бројот на регистрирани возила во земјава надмина половина милион, а нивната просечна старост се искачи на 19,4 години. Ваквите податоци не се изненадувачки. Имено во моментов се увезуваат стари возила од странство без никакви ограничувања. Иако беше најавено дека годинава ќе се ограничи увозот на автомобили со минимум Евро 5 стандард на емисии на штетни гасови, до ден денес тоа не се случи и ваквото ветување остана за реализација во новата 2022 година. За да се спречи аерозагадувањето, во шорткат објавивме и за потребата од изградба на велосипедски патеки до секоја една населба во Скопје. Со тоа ќе се зголеми безбедноста на велосипедистите и ќе се стимулираат граѓаните да го користат ова превозно средство. Во меѓувреме дојде новото раководство на град Скопје, кое што се надеваме дека ќе продолжи со реализација на велосипедските патеки до сите делови на Скопје. Додека сме кај транспортот, во 2021 година, годината на железницата, Европскиот воз помина и низ Скопје за да го промовира патничкиот железнички превоз како еколошко и одржливо превозно средство. Но нашата анкета покажа дека младите многу ретко користат воз, а голем дел од нив никогаш не ни патувале со ова превозно средство. Со воз секојдневно патуваат помалку од 1% од младите. А и како би патувале кога условите во возовите ги оценија како катастрофални, а веќе 2 години им е укинат и бесплатниот превоз кој го уживаа пред пандемијата. Студентите побараа враќање на бесплатниот студентски четврток, но и на бесплатните билети за млади до 27 години секој прв и трет месец во викендот. Младите бараат и враќање на возните линии кон Кичево, Кочани и Приштина, кои што привремено не се обраќаат од изминатава пролет, како би можеле почесто да го користат возот при своите патувања. Изминатото лето го одбележаа шумските пожари кои што уништија над 11.000 хектари шума во земјава. Тимот на Шорткат беше на терен есенва за да види каква е ситуацијата со изгорените шуми. Покрај тоа што дрвниот фонд, зеленилото и дел од животните се уништени, опасноста од ерозија на земјиштето и сречишта доправа доаѓа. Владата изминатава есен започна вонредна акција за пошумување на уништените површини. Сепак нашата новогодишна желба е да се вклучат што повеќе општини, компании, државни институции и граѓани во пошумувањето на што е можно поголема површина во новата 2022 година и да отпочне постапката за попишување на Националниот шумски фонд кој бил спроведен за последен пат во далечната 1979 година. А токму во оваа година престанал да работи рудникот Лојане, кој што повеќе од 4 децении продолжува да ги труе со арсен жителите на селата Табановце, Липково и Ваксинце. И покрај тоа што во декември објавивме прилог за итната потреба од чистење од арсенот и другите опасни материи од депонијата во Табановци и јаловиштето во Лојане, институциите до денешен ден немаат преземено чекори за оградување на просторот за дислокација на учениците од основното училиште кое се наоѓа на само 100 метри од самиот рудник и за отпочнување на постапката за чистење на арсенот. Нашата новогодишна желба е државните и општинските институции да престанат со префрлање на вината и да отпочнат со решавање на проблемот на терен. За крај ја носиме веста за китењето на подводна телка во Охридското езеро од членовите на нуркачкиот клуб Амфора.
По една година пауза поради COVID-19 пандемијата, нуркачите годинава ја накитија подводната елка и на уникатен начин упатија новогодишна честитка до децата со ретки болести. Сите оние кои што ќе го посетат Охрид и заливот на Коските кај автокампот Градиште ќе може да уживаат во погледот на новогодишната елка под водата. Тоа беше се што ви подготвивме за денеска и во оваа 2021 година. Следната епизода на Шорткат ќе се емитува на 13 јануари во новата 2022. Тимот на Шорткат ви посакува многу среќа, љубов и здравје во новата година. Ви посакуваме весели моменти на новогодишната ноќ и празниците што следат. Дедо Мраз да ви ги исполни сите желби во новата година, а за исполнување на обврските и должностите што сите заедно ги бараме од институциите, ви ветуваме дека ќе работиме и во следните 12 месеци. Чао!